Наместо планираните 20 милиони денари од продажба на државно градежно земјиште, годинава општина Кочани остварила само 1 милион, со што приходната страна на основниот буџет по овој основ е на најниско ниво досега. Освен тоа, потфрлање има и кај трансферите од централната власт, пред се за дотациите за училиштата, каде наместо 30 милиони добиени се 16 милиони денари, па процентот на наплата на приходите, односно на извршување на буџетот, е околу 60%. Такви се констатациите искажани на првата работна седница на новиот состав на Советот на општината, со образложение за причините што довеле до потфрлање во реализацијата на буџетот. Оваа година, 2017 година, беше година која што направи голем проблем во делот на буџетот на општина Кочани и токму во однос на она што се случуваше како политичка криза и она што беше избори кои што се одржаа. Сите знаете дека првично требаше да се одржат локални избори во мај месец, меѓутоа не се одржаа, па во јуни и на крајот овие по втор пат продолжени локални избори се одржаа во октомври и мислам дека главната причина за овој извештај за извршување на буџетот е токму она што беше кажано. Дел од причините си објективни, а тоа се изборите, меѓутоа дел од причините си и субјективни или лошо раководење со општината до сега, така да ако направиме на структурална анализа на целиот буџет, на крајот од завршната сметка ќе се сведеме на тоа дека најголем дел од трошоците во општината ќе бидат непродуктивни или пред се трошоци поврзани со општинската администрација, со плати, со стоки, материјали, копирање и така натаму, други договорни услуги за сметка на капиталните инвестиции. На седницата беше истакнато дека општинската администрација треба да бара од државата да ги подмири обврските за блок дотациите кон училиштата. Мора да се сериозно реагира до централната власт да тие блок дотации бидат реални, сходно потребите кои што ги имаат општините во конкретни случаи се тоа училиштата. Инаку ја не знам како ќе може да функционира тие. И нормално тие блок дотации кои што ќе ги бара општината да бидат реални врз основа на реалните потреби кои што се јавуваат во училиштата. Поради намалените приходи во однос на планираните во буџетот, пред советниците се најде предлогот за измена, односно ребаланс на финансискиот документ. Вкупното намалување во основен буџет е околу 35 милиони денари, што е околу 16% од основниот буџет. Вкупниот буџет, кој се состои од основен, самофинансирање, донации, дотации и кредити, се намалува за околу 42 милиони и 600 илјади денари, односно 8% од вкупниот планиран буџет. Овие 35 милиони денари што ги вршиме намалување, односно 16% од основниот буџет, што го вршиме намалување, се врши во секоја програма, освен во програмата спорт. По неколку дискусии од советниците околу предлогот за ребаланс на буџетот, тој едногласно беше изгласан. Со оглед што најголеми проблеми има околу финансирањето на училиштата, беше предложен критериум за распределба на блок дотациите што се добиваат од ресорното министерство на државно ниво. Според тоа, парите треба да се распределат порамномерно одделно во основното и средното образование, откако претходно ќе се изземат средствата за плати, отпремнини, превоз и грејење. Остатокот од средствата кои што ќе бидат одделно во основно, одделно во средно образование ќе бидат со формула поделени помеѓу единките корисници и со тоа што 30% од бројот на учениците ќе се смета за распределба на остатокот, а 70% од бројот на паралелките. Поддршка за предложената формула за распределба на средствата на училиштата дојде и од двете советнички групи. Ова е новина, не знам, во претходниот состав ние немавме ваква прилика. Добар предлог од општината или од ревизијата, слушнам дека било тоа причината за да се најде начин за прераспределба на средствата. Интересно, значи, од вкупно 8 училишта, од кои што 2 се средни и 2 основни, значи ќе се проба, затоа и го поддржуваме да се направи заштеда во самите училишта. Апсолутно ги поддржуваме критериумите и сметаме дека за секоја една работа во која што ќе има средства кои што ќе треба да бидат распоредени, најдобро е да бидат поставени критериуми и секој да знае според тие критериуми колку ќе добие. На крајот од расправата, слично како и кај ребалансот на буџетот,
предложените критериуми за распределба на средствата за училиштата добија едногласна поддршка од Советот. Со тоа и официјално се отвора можност да започне примената на формулата за распределба на парите, а училиштата да можат да ги планираат приходите по овој основ.